дали Македонија може да создава нова NBA звезда? Одговорот не зависи само од талентот, туку и од начинот на кој што се развиваат младите играчи. Наш гостин денес е Ивица Јаковлевски, тренер кој прв ја воведе NBA Skill Development методологијата кај нас, сертифициран од страна на Ланкестер и неодамна поканет на кампот на легендарниот Ганот Бейкер, човек кој има работено со Леброн Джеймс, Коби Брајант и други светски кошаркарски имиња. Ќе разговараме за тоа што можеме да научиме од NBA, како се создаваат врвни играчи, дали Македонија има потенцијал за кошаркар на највисоко светско ниво. Епа, добро утро, Ивица, за тебе. Добро ни дојде во утринската програма. Добро утро, Маријана, добро утро, Ненад. Благодарам на поканата и пријатно се чувствувам овде кај вас во студиото и се надам ќе си имаме убав разговор. Минатата година ја одбележа 10 годишнината како си посветена ова нова метода, односно не е нова, веќе 10 години е присутна кај нас. Дали тоа е доказ дека овој пристап има континуитет и резултати во Македонија и дали индивидуалниот развој конечно стана неопходен дел од современата кошарка? Апсолутно да, во последно време почна да се применува Skill Development Basketball програмата, но не секој може да ја работи затоа што пред се вие треба да бидете психофизички спремен, технички подготвен, методолошки и теоретски на високо ниво за да можете тоа да го презентирате. Да, секако дека е неопходна за секој спортиста, за секој играч, и за тие најдобрите NBA играчите и Евролига играчите, затоа што тоа им дава рутина, тоа им дава константност во играта и им дава некоја сигурност за да може да бидат многу поефективни во текот на тренизите и во текот на играта. Да, јас просто ги подобрува нивните квалитети, претпоставувам. Апсолутно, така? Да, апсолутно ги подобрува нивните квалитети и знаете како, сега ќе речете NBA играч се знае и најдобар, да, меѓутоа има многу ситни детали на локомоторниот систем, значи на телото, функциите на мускулатурата и така натаму, каде што во даден момент кога ќе се укаже на тој елемент или на тие детали, играчот станува многу поефективен затоа што кошарката е тајминг. Дел од секунда може да влијае во исфрлање на шут или на реализација на кош, така да тоа е многу важно за нив. Како се промени перцепцијата низ годините, односно по деценија работа, нели што најмногу се промени? Вештината, родителите, децата? Па најмногу јас сакав да го променам мајндсетот, всушност тоа ми беше мојата да речам една визија за да го променам мајндсетот на луѓето дека ова е неопходно. Без добар индивидуален, технички, методолошки и теоретски спремен играч не може да се создаде добра екипа. Може да имате вие 5 играчи теоретски спремни, меѓутоа ако не се технички спремни, не може тренерот да создаде добра екипа, како воопшто и во секоја работа кога има тим мора да биде создаден од добри индивидуалци. Потоа да се создаде тимска кохезија, јас знам и убеден сум дека во Европа исто така се менува и ќе се менува и во светот тој пристап, затоа што мислам дека е есенцијален и дека неопходен за секој млад играч и за оние поискусните. Ајде малку за оние кои што не се упатени во сево ова, што точно представува NBA Skill Development методологија, пошто се разликува од класичниот кошаркарски тренинг? NBA Skill Development Basketball програмата е многу поразлична, затоа што, како што кажав, навлегуваме во сите технички аспекти, техника со отпор, односно и тренерот на тренингот е буквално играч и постојано го прати играчот кој го тренира за да ја осети таа димензија на отпор, на потешкотија еден на еден и така натаму. Значи, се обрнува внимание многу на деталите, се обрнува внимание многу на сите шутеви од флоутер, скайхук, полухорок и така натаму, секакви пулапи на изведување и се разликува затоа што се обрнува внимание многу на реквизитите и на деталите. Индивидуален пристап. Индивидуален пристап, буквално, меѓутоа има различни методи, има многу различни видови на кросовери, на кроз нога, на задна промена, на спинови и така натаму. Се тоа различни видови и методолошки постапки кои се многу се разликуваат од останатите, затоа што, да речеме, на Балканот и во Европа ги знаат само оние основните, односно обичните вежби кои се практикуваат за 30 години. На екипниот тренинг морам да потенцирам дека 5 до 7 минути има допир на топката играчите, што автоматски не може да има повторување, 10 до 14.000 повторувања
колку што е потребно за еден играч да усогласи еден елемент. Знаете, вас ви треба 10 до 14 илјади повторувања за да не знам, усовршите кросовер или кроз нога и така натаму, да биде тоа ефективно и да биде, нели, да навлезе во автоматизам и да можете да го изведете во полн спринт, да кажем. Така, затоа и денес еве најголемите NBA звезди покрај клупските тренери имаат своји индивидуални skill development. Тренер. Она што сакаме да го споменеме, ти си еден од ретките тренери од регионов кој што учел од Ланкастер, кој што беше и, нели, негов ученик, може да кажеме, и заедно правеше тренинзи. Колку тоа ти придонесе во твојот успех, колку научи, колку лекциите негови ти помагна. Да, јас не само од него, јас учев и од Ганон Бейкер, а сега дојде време да работам со Ганон Бейкер. И беше на камп. Бев на камп со него, поканет директно од Ганон Бейкер, тој е тренер на Леброн Джеймс, на Коби Брајант, на Кајри Ирвинг, на Крис Пол, на Кевин Дурант и така натаму. Значи врвни тренери. Учев и од многу други и сега со истите исто така сум поканет да работам со нив, што мене ми е многу драго и особено значење, затоа што, нели, доаѓаме од ајде да кажам и кошаркарски мала земја што многу не познаваат, да бидам искрен, во низ Европа и во светот, и особено сум горд на тоа. Помогнаа многу работи, многу детали, имав многу за учење и се уште учам и се уште се надоградувам. Многу помогна затоа што, како што кажав, тие се специфики кои не може секој да ги најде на интернет или на YouTube или да ги не знам, да ги изгугла и да може да добие информација. Тоа мора да навлезеш во таа организација. Ја влегов во тие BTA, Basketball Trainer Association, која е единствена во светот за skill development тренери, и таму постојано имавме секоја недела имавме објаснување, детали и така натаму за сите тие работи. Секој учење е добро дојдено и мислам дека ниеден човек не треба да престане да учи, колку и да знае, колку и да си добар. Еве, да не звучи неблагодарно, ја имам пораката и voice message од Ганон Бейкер, како он има пофални... Вика бев на, да, ако сакате и ќе ја пуштам овде, значи бев на секаде во светот, во, не знам, во 54 држави, бев на неколку континенти и навистина си премногу добар и ми е драго што работам со тебе. И мене ми беше многу драго, а исто така таму кога се видовме. Значат овие пофални зборови дефинитивно. Секако дека значат, да. Секако дека значат, знаете зашто? Затоа што многу труд вложив и исто така и он е голем работник и убаво е кога некој ќе препознае дека и вие се трудите на ист начин како што ета можеби тој се трудел во времето кога требало, нели, да се покаже и да ги подобри сите перформанси на овие NBA звезди кои што ги спомнавме, Леброн Джеймс и така натаму. Така што навистина претпоставувам дека е од огромно значење, но мене ме интересира дали македонските деца може да тренираат по истите принципи како нивните врсници во Соединетите Американски држави. Може, да, и ова што го кажа многу го кажат, имам една фраза, квалитетот препознава квалитет, и тоа не може никој да ме разубеди дека не е така. Оно што го спомна за Ганон Бейкер, труд максимален, исто и јас се трудам и денеска и као и пред 10 години, така и сега. За македонскиве деца има голем потенцијал, но мора да се свестиме дека спортот е најголем амбасадор и дека преку нив ние може многу да постигнеме и како држава и како нација и, нели, како спорт, така да само мислам дека мора да се направат драстични промени во секој аспект. Не знам дали знаете, јас никош што сум работел со Македонска федерација кошаркарска. Секогаш работам на страна, сум поканет од други федерации, сега сум поканет од Бирмингем со 4 NBA играчи. Постојат ли обструкции кај нас? Опа, да. Како не, знае. Како сега, во секоја област, така и во јас не можам да разберам, ако вие не можам да разберам, мене ми е тотално нејасно тоа. Ако е Маријана и Ненад се супер, треба да ги пофалиме, а не да ги спуштиме, да пробаме да ги минимизираме. Или Ивица ако е добар, или ако е друг некој добар, тоа го имаме да Ненад, меѓутоа влијае на овие млади играчи. Верувај дека јас многу работам и на самодоверба, на self-confidence и на self-respect. Значи, ако не им ја набилдаш самодовербата, они имаат од влијанието, од околината, не знам, пријатели и така натаму, некој што им коментира негативно и 1-2 негативни коментари во тие години влијаат. Посебно кај децата. Последниве месеци многу се зборува за можноста NBA заедно со FIBA да формира нова лига во Европа. Што би значил овој проект за европската кошарка? Значи, дали тоа би било добра вест за европските клубови или пак
Па некои велат дека можеби таа нова лига би била на некој начин конкурент на Евролигата. Па можеби да биде конкурент, меѓутоа еве како што кажа различни размислувања. Ама конкуренцијата е добра. Да, мислам дека треба да си остане Евролига, NBA, затоа што има и таму разлики. Мислам дека најслабиот тим во NBA може да се носи со најакиот тим во Евролига. Тоа е мое мислење. Иако во последно време многу странци дојдоа во Евролигата, па може некако да се изедначи да речеме, меѓутоа пак мислам дека NBA си е NBA, а Евролига треба да си остане како што си е. Некаде пред крај, колку се промени кошарката денеска? Многу е променета кошарката, затоа што не се работи само на како што се работеше на времето, нели додај со 10 додавања и така натаму, сега е 1 на 1, сега е како да кажем, индивидуалните способности се во прв план, сила, енергија, експлозивност, брзина и така натаму. Значи, ако немаш добра работа со нозе, брзи нозе, брза перцепција, брз тајминг, спортска интелигенција, IQ, decision making, мислам дека не можеш да просперираш во денешната кошарка. Се е важно, да. Многу успеси и тука сме да ве поддржиме во секој поглед и да пренесеме се оно што како ново ќе имаме од ваша страна или од се оно што вие ќе го сработите и следниот период. Ви благодарам на поканата.